Јас конкретно затоа што доаѓам од Струга, дури и на едни вакви наштеловани податоци, да, податоците се фрапатни, податоците се жалосни. Од кој аспект? Еве конкретно Струга, дури ако се повикаме на тие податоци, има изгубено 12.000 жители од последниот попис. Тоа е малте на еден цел мал град. И тоа не е затоа што левица повика на бойкот, туку затоа што истите корумпирани партии што го спроведија пописот во изминативе години ја доведоа Македонија да е најсиромашна држава во Европа и ние буквално наплив на иселеници. Значи не е повикот на апсолутно се случи екзодус и сега буквално она затоа што сака да се амнестираат од политичката одговорност, дека буквално они ги задоволија само хировите на ДУИ. Јас ќе повторам, пописот во 2011 беше прекинат затоа што и тогаш и јавно председателката на пописната комисија, кога даде оставка ден пред пописот Весна Јанеска, таа кажа дека имало несогласување околу две работи клучни. Дека може да се попишува само со един матичен број, тоа беше барањето на ДУИ тогаш, и сега тоа се имплементира во овој закон, и што е спротивно целосно на методологијата на Евростат, и да се попишуваат лица кои се надвор 12 месеци. Значи тоа е повторно спротивно на препораките. И да, ние апсолутно сметаме дека ние не можеме да се подчиниме на едни лоши законски решенија, на самоволието на ДУИ, и дека буквално секој граѓанин има морална обврска да не почитува лоши закони. И само уште еден момент ќе кажам зошто јас овој попис го дефинирам дека ова е попис за спас на ДУИ, затоа што кога излезе сега за жал тие бомби ги нема од Делчека, ама може да се најдат надписи од медиуми во порталите, во наводен разговор помеѓу Али Ахмети и Муса Џафери, самиот Али Ахмети тврди дека пописот ако се спроведи во тие услови, по тие стандарди во 2011 година, тие ќе ги изгубат функција